потrebен прескак со промена на вертикална линија. Треба колкот да биде доволно разгибан, лесен. Тоа е со многу голема концентрација и со... Значи, таа ќе оди, ако ви сме повлекли линија, für diese Europameisterschaft gewonnen. Letzten Kampf über Koordinate gegen Nazim Kurtovic. Драги гледачи, почнуваме со емисијата Олимписки кругови. Од самата најава веќе видовте за кој човек ќе стане, за кој спортист, за кој би рекол научник во спортот, кој што има направено низа проекти, да не зборуваме за неговите успеси, Назим Куртовиќ. Назим Куртовиќ е спортист од втората генерација на каратето во Македонија. Назим Куртовиќ, за него се врзани многу успеси. Медали на сите првенства кои што се организирале на Балканот во Европа, селектор исто така на карате спортот на југословенско ниво. Меѓутоа, кај Назим Куртовиќ остана особината да работи со проекти за интерес за младите. А кога спортот е присутен кај младите, тука е присутно здравието и радоста. Без здравие и радост нема спорт, па нема ни афирмација на државата. Затоа ќе треба многу време да се посвети на Назим Куртовиќ, на неговите проекти. Председател е на научната комисија при Македонскиот олимписки комитет, каде што е составена од добри спортисти, врни професори, и неговите мисли, неговите научни трудови по секој начин сакаме да ги сместиме во руралните места прво и во училиштата. А ќе ги сместиме со помош на државата, да искаже поголема љубов према спортот, се прават чекори према спортот, меѓутоа треба да се ангажираат токму овие луѓе кои што надвор од нашава држава се признати како добри, врвни стручњаци, предавачи и луѓе кои што
се занимаваат со спортската наука. А науката и едукацијата е мощна и значајна за развојот на младата генерација, бидејќи полека младата генерација ја испуштаме. Се почесто, сведоци сме на тепачки по улиците, по кафаните, бидејќи нема кај да одат, кај да спортуваат младите генерации. Затоа и апелот од оваа емисија до владините луѓе да посветат поголемо внимание на развојот на спортот. Посветувајќи на развојот на спортот, тие си посветуваат и на развојот на државата. Ќе организираме една академија на која спортот, здравјето, младоста и радоста ќе бидат тема на разговор со учество на познати спортисти од поранешна Југославија и од Југоисточна Европа. Такви манифестации одржавме во Македонија, беа мощни, плодни, меѓутоа сега треба реализација. А реализацијата се прави само со луѓе како што е Назим Куртовиќ, бидејќи навистина со него да разговарате со денови, не можете да ги сватите сите работи што ги постига. И затоа е почитуван и од родителите и од децата. Во текот на емисијата ќе видите многу работи каде што Назим работи, имаме снимки, така што тоа ќе ви биде еден патоказ на кој начин децата да ги воспитуваме. Добре дојдовте во емисијата Олимписки кругови. Ова е посветена точно на развојот на спортот во Македонија. Убавите работи ќе ги стакнуваме повеќе, меѓутоа ќе се осврнуваме и на она што е негативно за да го исправиме. Добро ве најдов, благодарам на убавиот вовед. Тука сме да кажеме неколку збора за она што инаку сме го работеле сиве овие години, да кажеме од својот аспект како член на Олимпискиот комитет. Она што сме имале желба, сме имале идеја, сме потрошиле труд, несебичност, у секој можен поглед, но на некој начин од X причини не можело да биде реализирано, бидејќи спомнавте пред малку, ние како институција треба да бидеме признаени од повисоки инстанции, да имаме можности за сето тоа што го имаме како идеја да го испрезентираме и да го изреализираме, бидејќи идејата без подкрепа финансиска и без поддршка од државата не може да биде имплементирана никаде. Така да, спомнавте за децата. Децата се уствари нашето благо и она на што ние треба особено да обрнеме внимание. И мислам нашите политичари, ако ги спомнувавме веќе во емисијава, треба да се свесни дека они се нашата иднина. И освен на сите останати проблеми кои што се тековни во државата, според мен они треба да бидат на број 1, бидејќи ние мора да рачунаме да им обезбедиме амбиент за да од нив создадеме некои кои што ќе ја влечат по тоа оваа држава со здрави идеи, со здрави стандарди. А ако се вратиме од аспектот како они денеска живеат во една многу, би рекол, зачаурена состојба. И ќе цитирам, тука има еден писател кој што има напишано една книга, се вика Гери Смол, кој што за нив кажува дека у ова време на интернет они се новите интернет домороци. Значи, тоа е сајбер генерација која што е врзана за таблет, за телефон, за компјутер, која што во тој момент има исклучување на сите други дразби, освен она што е дразбата од екранот, ги нарушува, не ги исполнува оние основни елементарни движења кои што се потребни за едно дете да се развива. Еден од проблемите уствари на оваа работа е недоволната физичка активност, не само во училиштата, бидејќи да не критикуваме дека тамо нема, него ние немаме физичка активност ни во населбите каде што живееме, немаме доволно објекти и терени и места каде што децата би можеле да се играат.
И сето тоа резултира со голема гојазност кај децата, резултира со голем број на телесни деформитети и со многу лошо држење на телото. И сега тука имам некои бројки кои што би биле интересни да се кажат. Пример, според најновиот систематски преглед кој што е направен кај нашите деца, од испитани 60.701 дете, имаме 11.013 или 18,1% деца со деформитет на рбетниот столб. Имаме 10.888 или 17,9% со лошо држење на телото, 9.809 или 16,2% од деформитети на стопало и имаме 5.407 или 8,9% со проблеми на видот. Ако сето ова го собераме, поминува 50% од децата дека не се во проблем. Ако го кажеме и она што го кажав пред малку, што кажал Гери Смол во книгата Интернет мозок за децата, дека се домораци, дека се врзани уште за компјутер или за таблет, они не се аутистични родени, ама они се создаваат како аутистични, бидејќи нивната дразба е врзана само за екран, не ги интересира другото и имаат многу голем проблем со концентрација на внимание. Ако тоа не го гледаме како некој проблем на кој што треба да му обрнеме внимание и треба да им обезбедиме амбиент, да ги извлечеме децата, бидејќи нашите родители не влечеа да влеземе дома, а ние сега ги бутаме децата да излезат надвор, а они не ќат, сакаат да играат игрици. Тоа е проблемот на кој што сметам од не денеска, него од вчера веќе треба да му се обрне внимание и да се тргне кон реализација и управо во тој правец имаме некакви проекти кои што ги... Последниот апел на Интерпол пред некој ден беше родителите да обрнат поголемо внимание на децата на таа игра по компјутер, TikTok, бидејќи има анализа направена во Европа во последната година, еве и со пандемијата, има повеќе самоубиства кај млади деца, значи не можат да го издржат она темпо кое што го налагаат пандемијата, а и нормално телефоните. Вие работите големи проекти кои што се во интерес на децата. Меѓутоа, реализацијата мора да почне што побрзо. Еве ги, опомените стигнуваат од Европа. Ќе мора и научнава комисија и да се организира една дебата добра овде, реков, Асоциацијата на спортските новинари на Македонија посветува големо внимание на Југоисточна Европа, точно на овие проблеми, насилството, начинот на водење на тренерите, на екипите, спортот. Затоа ја нарековме спорт, здравје, младост, радост. Видејќи кај што има спорт, има младост, има радост. Тука е пречката на државата што не обрнува внимание кон вас, кон луѓето кои што навистина вложувате големи напори, да тоа почне уште од младите години воспитувањето. А вие имате толку труд дадено. Држите предавања и во Македонија и во Србија. Републиките, државите од бивша Југославија одат напред во спортот. Ние тапкаме на место. Па, управо ова сакам да го кажем како наша идеја, значи можеме да кажем дека нашата комисија која што составена од мене, од професорот доктор Јован Јовановски, од професорот доктор Метин Далеп, ние бевме една тројка која што бевме бајаги уиграни и веќе со години наназад се надополнувавме во сите овие нешта што ги направивме и веќе постојат готови, изработени, можем да ги издемонстрирам тука кои што се на задната седница 2018 година усвоени од управниот одбор како проекти кои што треба да поминат и да тргнат во реализација. Меѓу нив, подоцна ќе ги кажам кои се сите тие проекти кои што би биле занимливи за нив разговараме, но еве дека сега ја начнавме пред нова тема да почнеме со онези, потоа ќе поминеме на другото и е спорт како наставна активност во основните училишта во Македонија. И еден од тие проекти е насочен управо во тој дел да знаеме дека до известно време немавме наставник по физичко воспитување од прво до пето оделение во основните училишта.
А тој е круцијалниот период кога они ги развиваат моторичките способности. Затоа што мозокот има 100 милиарди неурони, а секој неурон се врзува со 25.000 други. Имаме една моторна зона во главата која што останува мртва, запечатена, пластична, бидејќи детето не прави ништо. Апсолутно. И потоа сакаме од него да направи. Луѓето не разбираат дека преку физичката активност ние го развиваме мозокот, а не обратно. Дека ние нешто рипаме, правиме така. Така да, од тој аспект, мора да се обрне внимание и у тој дел тргнавме со базичните спортови. Да кажеме тоа да биде гимнастиката, тоа да биде атлетиката, тоа да биде пливањето и да биде каратето. Значи, као 4 пробни спорта кои што би ги вметнале во тој проект, бисме земале определени класови, значи не цело школа или сите школи, него како пилот проект да оди во повеќе школи со неколку класа и у школи кои што ги имаат овие услови, кои што имаат, пример, голем двор каде што може да се вежба атлетика, кои што имаат сала, кои што има гимнастички справи, каде што може да се вежба гимнастика, би биле носени на овој базен еднашка во неделата на пливање и четвртиот спорт го кажав е карате вештината, карате спортот кој што не е само како спорт, не бисме го представиле како спорт, него карате како начин на живот, бидејќи сите овие развиваат одредени способности, а бидејќи карате тој е многу специфичен и он представува некаков тип на начин на живот, едно воспитување, една концентрација, една самодоверба и го намалува она што би било насилието меѓу децата, меѓу врсниците и слично. Еве низ емисијава режисерот се потруди да прикаже неколку работи од вашата работа и гимнастика со младите. Навистина, кој ќе го гледаш ова на телевизија, е убавина која што ја полни душата на младите. Но, за жал, ве познавам уште од младите години. Бевте 4-5 души каратисти кои што доаѓавме да ве гледаме. Од тие тројца бевте во селекцијата на Југославија, работевте. Македонија се уште нема стратегија за развој на спортот, а ова е почеток да се гради стратегија за развој на спортот. Немаме ни закон за спортот. Ние се уште викаме закон за спортот. Немаме ни институција која што ти даде значење. Ние имаме. Еве, Олимпискиот комитет е тој кој што треба да биде носител, но од некои луѓе кои што немаат врска со спортот, затоа и не обрнуваат внимание. А тие ни ја водат политиката. Еве, со новиот премиер неколку пати сака доаѓа на тие предавања, верувам дека ќе биде и наш гостин, ќе ги презентираме овие работи. Сака да го развие спортот, финансира во спортот. Не е само финансите. Љубовта е позначена. Управо во тој дел, да ја довршам мислата приказка, управо е тоа што го кажувате. Ние немаме, се уште пливаме во матно. Немаме патокас, немаме каде да се движиме, немаме направено нешто, пошто па макар и нека е погрешно, потек на патот ќе сватиме дека е погрешно, па веројатно ќе го исправиме и некогаш некаде ќе стасаме. Овака работиме кампањски стихино од надпревар до надпревар, некогаш имаме пари, некогаш немаме пари, некогаш сме извежбани, некогаш не извежбани и имаме една несреќа да пример прогласуваме спортиста на година со 7 место на турнир. Можете да замислите каков е тој стандард. Прогласуваме спортиста на година кој што дал гол на некоја утакмица. Част и чест на нашиот великан фудбалски, ама не е тоа стандард за да бидеш спортиста на година. Правилник. Треба да се направи правилник, па да кажеме Нобелова награда, немаме доволно квалитетен изум за оваа година, не ја даваме на никого. Нека остане да имаме стандард, бидејќи ако сме имале спортистка на година која што освоила европска титула и имаме спортистка на година која што била 7 на некој турнир, ја девалвираме шампионката. Значи, тоа се нештата, или имавме, да ви кажам, ситуација, наш спортиста од каратето кој што ја освои единствениот светски медал 2000 година во Белград. Беше бронзен,
прогласија седмопласиран во кајак да биде спортиста на година. По кои стандарди, кажете ми, по популарен спорт, по добро, поише луѓе, нешто, нема критериум. Сакам да кажем, од тука тргнува целата работа, бидејќи ние работиме онака како што ни одговара, како сончоглед, како ќе сврти сонцето, тамо ќе му се свртиме и ние, без да имаме стандарди. И од тој правец, мојата идеја беше и идејата со нашите колеги со кои што работиме, ете да дадеме некаков рефлектор, да пуштиме некакво светло кон нешто што би требало. Не значи дека ова најпаметно и дека е добро, најдобро, ама е некој почеток, од некаде тргаме. И ако ова го направиме, како што реков, пример, почнавме со овие 4 спорта, направиме пандан паралелно групи кои што би биле, со кои што бисме мереле разликата помеѓу контролни групи, помеѓу ова што ние бисме го направиле со спортовите и тие другите како што си живеат досега. И видиме кои се резултатите после известно време преку тие мерења кои што би били иницијални, контролни и завршни, добиеме некакви резултати и врз база на тоа знаеме дали е тоа окей или не, и ако видиме дека тоа окей, а убеден сум дека не може да не биде окей, потоа имплементираме други спортови и онда кажуваме во една област каде што имаме тренери кои што се способни за одредени спортови, во друга средина каде што се способни за нешто друго, тамо ќе се внесат оние спортови кои што би биле присутни, а на друго место не. И тогаш би ги вклучиле сите ресурси што ги имаме, сиот кадар што го имаме од националните спортски федерации, ние бисме ги активирале ако е пливање, да ни дојдат пливачи кои што би ни ги пратила федерацијата и би биле не волонтери, би биле со некаков договор на дело и паралелно со наставниците би ја држале наставата во пливање. Истото би го држале во карате, утре во џудо, задутре во атлетика. И кога така бисме тргнале, децата би почнале да се од мали нозе среќаваат со она што е вистина и веројатно некој од нив после, освен што би било рекреативен спортист, би може станал и професионален спортист. Ќе ве вратам долги години назад, меѓутоа имат едно правило, кога младоста и искуството се спојат, резултатите не изостануваат. Тоа го испуштивме, ги испуштивме малите олимписки игри кои што беа носители на масовност и на спортот во државата. Се сеќам кога одевме во тие градови, цел град присутен. Еве да ви кажам искрено, пред 2 години бе во Катар, тие имаат воведено ден на спортот. Не се работи, Катар, значи, не се работи, али спортот сите се децата, родители во тие паркови. Кај нас фали, значи, организацијата, фалат луѓе како вас, кои што навистина треба да се почитуваат и да се земе нивното искуство. Идеи постојат, дават идеи, меѓутоа потребна е акција и реализација на таа идеја. А вие сте таков човек кој што сакате да реализирате. Еден тренер, председател на Олимписки комитет на Србија, беше на нашиот симпозиум и една реченица добра ја кажа. Ја кажа, признаем тренер кој што не во пижами спие, во тренерки спие, за да може брзо со балетот да го заврши тренингот. Меѓутоа ги има такви луѓе и затоа имаат успеси. Еве, кога ги спомнавме малите олимписки игри, јас ќе кажам, ние имаме Федерација за школски спорт. И искуството кажува дека кога во текот на годината активноста на Федерацијата е да се организира едно државно првенство на училишен спорт, ќе се поделат медалите кој ќе победи, кој ќе изгуби, шампионите добиваат неколку дена награда да одат во Охрид или на некој друго место како импровизација. И тука завршува целата работа. А зашто не бисме го спуштиле тоа во училиштата, па да имаме вон наставни активности, па наставниците да работат со учениците, да имаме потенцијал оттамо кој што ќе излезе, па да имаме екипи кои што ќе се надпреваруваат меѓу себе, па да сето тоа го ставиме на купче и да кажеме оваа недела се мали олимписки игри, школски олимписки игри се одржуваат во Охрид. И иде целата Македонија, сите спортисти од Македонија, тамо да спијат, тамо да јадат, тамо да се дружат,
тамо да спортуваат на разни борилишта и тоа да биде таа активност, да не биде вака ориентирана на поединечни спортови кои што се одржуваат ова во една недела, другата друга недела и така е некако нечујно, невидливо. Зато проектите ваши треба да има бидат таков проект кој што е детално разработен, каде што можете да замислите еден клуб, една школа која што има своја пример кошаркашка екипа со своји дресови, своји тренерки, торбички, патува некаде, оди на некакви игри во некој друг град и обратно од другите градови дојдат во Скопје и слично. И тоа тогаш ја развива онаа идеја олимпизмот, така почнува. Тие чекори, па потоа почнува да се спортува, секој малце можеби посериозно после тоа, а искуствата кажува дека преку 70% од спортистите кои што се позначајни во светот баш излегле од школските надпревари како спортисти. Така да тука мора да се обрне внимание, ние мораме да се вратиме во училиштата за да го дигнеме спортот на ниво, да не биде, нека ми простат моите колеги, ама да не биде фрлање топка на терен да игра децата фудбал и тоа да е час, него ние имаме справи во школите, да бараме да ни купат справи. Не може да има пари за, не знам, да се купи компјутер, а да нема да се купи јарец. Врз база на чив ум е тоа да секогаш нешто нема пари, а тоа е нашето здравје за кое што збориме, нашата иднина, нашите деца. Па да се избориме да ги имаме сите услови, целата инфраструктура што е потребна за таа работа и да почнеме со овие базични спортови кои што ги рековме, од атлетиката, гимнастиката, па понатака, па после тоа децата ќе си се распределат каде ќе се специализираат, у кој спорт ќе отидат. Така да тие проекти се веќе присутни и јас би се навратил да во интерес можеби на времето да ги спомнам сите, барем да ги набројам таксативно сите проекти кои што сметам дека се занимливи, а би се задржал можеби според мене сега кои што се најактуелни и можеби требаше да бидат реализирани уште за Токио. Сега требаше да имаме готови резултати на сите наши спортисти, ама ете тоа од прегаска кажав од X причини не се изреализира. На нив ќе се задржиме можеби малце повише за да видите што е идејата за врвниот спорт, како да го решиме. А околу самата програма ми имаме замислено пример едукација, не само да одиме се од училиштата па да кажеме од децата, него идеме она што е првото, тоа е калапите да не бидат како што треба, а калапите се нашите тренери. Значи да бидат они образовани, да немаме, за жал денес имаме се повеќе YouTube тренери. Ќе видат видео и го имплементираат на тренинг, значи без да се иде тука во анализа, без да се иде дали е тоа за таа група целна или не и слично. И тамо да имаме релевантни професори кои што ќе држат соодветни предавања за да ја соберат целата наша тренерска фела, не да им се соли памет во нивните стручни и специфични знаења, него да се општо за целата физичка култура и за спортот пристапот да имат едно пошироко познавање. Значи, тоа е една од верзите целогодишни предавања кои што би одели у неколку пати во текот на годината и би се собирали и бисме викале луѓе кои што се име и презиме од околината или од Македонија, свето за да тоа го држат. Потоа исти таков проект е врзан за нашите спортисти. Значи, ако земеме спортисти кои што во првата и втората фаза ги учат елементарните работи, се запознаваат со знаењата од одредениот спорт, веќе влегуваме во третата фаза каде што он учи како да тренира. Кој ќе научи како да тренира, не дека ја морам стално да го тренирам, него он треба да знае и сам да тренира кога јас не сум тука, значи да ги научи сите стандарди. Влегуваме во една друга фаза каде што треба да го пратиме да научи како да надпреварува. Значи не е само да отиде на надпревар да се појави, да изгуби или да победи, он треба да знае како да се загрее, како ментално да се подготви, кога да заспие, кога да се разбуди, дали да се тушира со овакво или онакво и многу работи како да настави, како да го тактиката да ја анализира како со спортистите со кои што ќе се сретне, значи да почне да учи да надпреварува. И тој истиот спортист да го донесеме на она највисоко ниво кога он ќе научи како да победува. Значи он нема веќе да оди да надпреварува, него он оди да победува. И кога ќе имаме еден таков продукт како златен рудник, од кој што ќе црпиме, пример, наредни 10 години, само медали. Ке жнее медали и нема да биде да плукне еден медал денеска, па 5 години да е некаде под дупки, па пак нешто, него едноставно да жнее со таков еден стандард, да ги научиме спортистите у тој дел. Потоа имаме проект каде што е многу занимлив. Пак се враќаме кај децата во училиштата и е
презентација на олимписките спортови низ училиштата во Македонија. Па бисме ги земале нашите врвни спортисти кои што ги имаме и да отидат од школа во школа, една група на едно место, друга група па ќе се сменат. Едни денеска да шутираат малку кошарка со децата, да му дајат да се дрибла, да жонглираат, другите да шутираат ракомет, третите да вежбаат карате, петиот да прави малку джудо и слично, и децата така ќе се запознаат со спортот, ќе се запознаат со великаните на тој спорт и можеби заради него. Ја лично почнав да вежбам заради Брусли. И гледа филмовите ми се свиѓаше како тогаш тоа беше многу популарно и тоа ме повлече. Можеби некој друг ќе го повлече, некој наш спортиста да влезе. Ние дојдевме заради вас да гледаме и доктор Јорга, кој се донесе предавањата негови. Да, освен тоа, пример, имаме уште еден интересен проект кој што кажува иницирање на изградба на нови трим патеки со игралишта широм Македонија. Значи имаме толку убаво богатство, толку убави планини, толку убави паркови средини низ цела Македонија, каде што мора секое каче кое што го имаме за таква работа да биде оплеменето со такви центри. И ќе отидат родители кај што и они може да вежбат, ама и детето покрај нив тука има за него да може да вежба, и тоа го кажавме рекреација за сите генерации. Значи да биде вклучено не само врвен спорт, не само деца, него и ние како граѓани да го добиеме бенефитот од тоа што државата ќе ни го овозможи, а тоа може да го направи локалната самоуправа и институциите државни од тој аспект. Идејата што беше за изградба на Македонскиот олимписки комитет, господинот Васил Топурковски, одлична идеја при тој објект на Олимпискиот комитет да биде изградена и спортската медицина, каде што децата и спортистите ќе имат, за жал, сега како што е спортската медицина, нема услови да ја пружат, бидејќи спортската медицина игра главна улога во развојот на спортот, го насочува. Исхраната, ќе зборуваме ние и понатак, исхраната е исто така голем дел од развојот на спортот. Ние мораме да направиме програма, првото програма, не е еднодневна, месечна, и стратегија што побрзо. А стратегијата, пак би рекол, ја подготвуваат луѓе како вас со искуство, да не чекаме од некои административци кои што со спортот немаат врска и чекаме закон. Ја бев среќен кога прв пат се организираше за спортот господинот председател на собранието Јордановски, 2 дена, голем љубител, и навистина произлего идеи, но за жал отиде многу рано. Идеи кои што мора да се развијат, руралниот свет да го вратиме. Тоа ќе направиме брана за иселување на децата. Во руралниот свет, вие знаете, исто со Македонија немаше сел, каде што немаше фудбал, одбојка, па и ракомет, кошарка. Сега нема ни деца да направиш екипа. Значи, тоа го збориме, порано ги имавме ДТВ Партизан. И ние како деца одевме од ДТВ Партизан, имаше рекреација, имаше сите спортови, имаше, не плакевме членарина за тоа. Беа луѓето и платени внатре, мислеше државата на тој план и едноставно сите со нешто се бавевме. Ама тоа е веќе приказка која што е видена, сега имаме диагноза, видовме што се случува, сега се обидуваме да дадеме некакви смерници што би било добро за да тргнеме од некаква мртва точка. Кажав претходно што кажав како ситуација, веќе се навратам на уште еден проект, пример, кој што го имаме направено, кој што е исто така завршен комплетно. Ги е сработен за организирање на еден настан, кој што би обележал Македонија, би ја ставил во мапа, во картата на светските случувања. Бидејќи немаме реално да погледнеме, ние немаме, ниту се организираат некои големи надпревари од типот европски, светски, ниту некои големи турнири, нешто вака каде што ќе повлече светската јавност да дојде во Македонија. И тука дојдовме до идеја, и идејата беше дека Токио сега е Олимпијада,
да не се случеше пандемијата, да бевме малце поорганизирани во тој дел. Имавме и веќе по одмината фаза контакти со јапонската амбасада. Јас тогаш разговарав директно со јапонската амбасадорка што беше. И таа беше воодушевена да направи, бидејќи и нејзе требаше активност да направи некакви движења тука во Македонија, и предложивме да тоа биде Олимписки денови на боречки вештини во организација во Македонија. И можете да замислите џудо, карате, теквондо, бокс, борење, мечување и стреличарство. Тоа се све боречки вештини. Мала олимпијада на боречки вештини, имаме Борис Трајковски сала, имаме хотел Русија, доле сала. Значи имаме инфраструктура каде што би се една недела одржувало, еден ден едно, друг ден друго, третен ден. Меѓутоа имаме и своја телевизија која што можеме да го афирмираме. Да го афирмираме тоа. А сигурно ќе се појаве и другите телевизии, бидејќи тоа е занимљиво, и ќе беа по повик. Значи ќе викневме најдобри 10. Нема да викнеме сега ние да правиме турнир на Оилевци и Доилевци, да се изразам така вулгарно, ама ќе викневме најдобри, а целата организација ќе ја превзема националните федерации. Значи ние требаше да изменаџираме целата приказка, и они у карате, пример, карате федерација ги вика најдобрите 10 у таа категорија, најдобрите 10 у таа, 2-3 категории, у џудо, така, кој у што е добар, он тие ќе ги викне. И ќе седнеме на телевизија и да гледаме овие великани на тој спорт се борат меѓу себе, има некој награден фонд да биде, ќе сјати цела Европа, цел свет ќе се сјати да дојде на еден таков турнир, бидејќи ова го немам мириснато некаде дека постои како идеја се уште. И зашто да не бидеме ние од тука да им дадеме малку памет ние, не стално да копираме некој што сака да прави, бидејќи се сметаме дека ние не можеме. Напротив, ние и како можеме, и како луѓето ги ценат нашите поединци и ги следат, ама за да таа работа биде потребна институциализација на целата работа, за да ние имаме подкрепа во целиот тој план. Значи, понатака, она што е занимливо, што прегеска го зборевме, ако сакаме да имаме врвен спорт. Врвен спорт не можеме да имаме ако ние не правиме следење на нашите спортисти, ако ние не правиме селекција на нашите спортисти. И во тој правец отидовме бајаги далеко у изминативе 4-5 години ние како комисија у работењето. Значи не дека сме нешто постигнале, него работевме за да дојдеме до некакви почетни чекори, у некоја прва фаза на реализација веќе на терен да тоа се случи, и сите подготовки ги завршивме. Па, првата една од подготовките како идеја беше презентирана тука на управниот одбор, беше добиен пас дека можеме да идеме во тој правец, направивме правилник, прашалник, кој што беше пратен до сите национални федерации. У прашалникот беа ставени сите оние работи кои што нас не занимаат, а тоа да не ги кажат нивните потенцијални кандидати кои ги имат, да се наведат критериумите зашто тие кандидати се управо тие, а не некои други, и кои тоа го направи, по кои стандарди, да ни презентираат сите планирани активности за реализација самите федерации во рамките на мезоциклусите, макроциклусите и можеби двокружен олимписки циклус, 2 олимписки циклуса, дали некој толку далеко размислува да отиде така. Потоа да се наведат кои стручни кадри ги имаат у моментот на располагање, која потребна инфраструктура ја располагаат како овакво спортско-медицинска, психолошка, информатичка, нутриционистичка и друга подршка, дали ја имаат во самите федерации, и нивната потребна финансиска конструкција за да се тоа го реализираат во текот на една година. И откако тоа го пративме на терен, добивме фидбек. Некои ни враќаа со резултати на спортисти од пред 20 години, не актуелни. Сега толку е разбирањето на тој секретарот, некој што пишувал. Некој враќа соодветно како што треба. Важно ми е, воспоставивме линк. Доаѓаја луѓето тука, управо во просториите на Олимпискиот комитет, и разговаравме и беа воодушевени дека нешто се случува, дека од некоја точка ќе тргнеме. И со сите тие, ова што ни го вратија како пишан материјал, разговаравме и направивме еден скен. Кај се наоѓа македонскиот спорт, и беше многу поразителен. Се наоѓаше на многу низок. Федерации кои што немаат елементарни соблекувални, да не кажеме нешто друго, понатака, дали сали или можности за патување и слично. И откако тоа го видовме, преидовме да направиме проект како да одиме понатака.
тој проект седнавме, сите ние работевме на проектот, за да од него може да има некаква корист во иднина, бидејќи ние сакаме да им дадеме на националните федерации стратегија, да им дадеме правец на движење, иако си они имат своји, али ова да биде за оние што ќе не ги дадат како олимписки кандидати, а тие олимписки кандидати ќе добијат од тука стипендии, а тие стипендии мора да бидат оправдани. Не може некој да добие пари и да не вежба. Или да вежба половично, или да мисли дека вежба, а он уствари не вежба соодветно. И да ми имаме некаква контрола од тука, а тоа да биде уствари иницијалната каписла да се приклучат и други талентирани спортисти кои што ќе им дуват на врат на тие, па можеби нема тие да бидат, ќе бидат овие другите, и ние ги имаме таа скен ситуација, и тука реализацијата на проектот требаше да почне, што ние го направивме. Повторно ќе кажам, кога е проектот во прашање овакво, една структурна анализа на сите спортисти, спортови од спортистите кои што беа стипендирани. Тоа беа 10 различити спорта, и таму од таа структурна анализа сите особености на спортот ги направивме, ги ставивме на папир и врз база на тоа да може да идеме понатака. Потоа направивме антрополошка анализа каде што сите антропометриски или морфолошки карактеристики, моторни способности, функционални способности, когнитивни способности, онда конативните особености и друго, све е ставено на папир и врз база на тоа би се одело понатака. Потоа идевме на анализа на ситуационите параметри, она што никој не го помене, не го работи во нашата држава, а тоа е да земеме еден човек и да направиме една магнетна резонанса на него, да видиме од А до Ш, што се случува со него на надпреварите каде што оди. Ако у фудбал имаме да знаеме кој колку пати додавање направи, колку километри истрчал, колку пати лошо или добро се отвори или затвори или слично, дај да идеме у сите спортови да дојдеме со таква анализа на нивните настапи, на нивните подготовки и да тоа го имаме во... Слушајќи ве вас, вака искам да ви кажам, Владимир Богоевски, директор на МОК, истото мислење и се слагам дека тоа треба основа да биде во проектот, во развој, во стратегијата на спортот на Македонија. Меѓутоа, мораме да бидеме поупорни кај владата, кај оние кои што го финансират. За жал, досега немаше ни дена дадено. Сега со волчерите верувам дека ќе се направи поголем напор за да го спасиме младиот човек. Бидејќи вака како што почнавме да работиме, погрешен пат го тераме. А имаме можности, еве Фудбалска федерација направи терени понапред, во Бара се игра. Меѓутоа најдоа средства од УЕФА, ФИФА, значи луѓето сака да помогнат. Се на кој начин да ги земеме тие пари? Ние добивавме, меѓутоа ги полне джеповите. И сега се нормално тие судења да не навлегуваме во тоа. Да го вратиме до вербата во себе си и до вербата во спортот. А во спортот се враќа до вербата со честни луѓе кои што го сакаат спортот, а не оние кои што првото влегуваат во обложувалница, а е председател на клуб. И тука нема доверба. Значи, мораме и на таа тема да разговараме. Јас сум благодарен со вас, ќе направиме уште една емисија со тројцата. Значи, ова патокас нека биде како треба да се работи во македонскиот спорт. Добар пример дадовте, а имате уште 1000 примероци, но ќе ве замолам заедно со режисерот и што ги имате снимки, и тоа е добро, архивата. Архивата покажува како децата се заинтересирани и за гимнастика, и за карате, и за останатите спортови. Еве, во тој правец, ако ми дозволите само да ја довршам мислата, бидејќи ова сметам дека е круцијален проект за нашиот спорт. Јас лично го сметам и со многумина со кои што сум разговарал,
истото го мислат као такво. Значи, ако овој проект профункционира, а он е доведен до завршна форма, значи он како проект е комплетно направен уште 2016 е одобрен 2018 од управниот одбор, внатре се ставени до хартија и пенкало, до гумич како треба финансиска конструкција, колку он би требало да чини. На 2017 година на управен одбор на Олимписки комитет, јас тогаш бев член на управниот одбор исто така, и јас предложив да во рамките на Олимпискиот дом се направи лабораторија за испитување на нашите спортисти, каде што кој ќе се направи просторија, која што ќе имаме, ние постепено ќе ја полниме со апаратура, дали ќе имаме донација, дали ќе ни ја подари некој друг Олимписки комитет, дали ќе ја купиме, дали важно ми е со тек на години ќе направиме една база каде што ќе биде сјатиште на нашите спортисти и идните генерации кои што ќе се занимаваат со оваа работа да имат алат со кој што ќе може да го работат. Тоа е едната работа. Друга работа, ако ова го направиме, бидејќи дојдовме до сите тие подготвителни работи при крај, сега треба да идеме во имплементација, да почнеме со реализација на овој проект, да почнеме со некакви тестирања на нашите спортисти и со нивно следење. За да тоа би се случило, мора да направиме софтвер, у кој што софтвер ќе бидат комплетно ставени сите генерали на оној што ќе биде следен. И нема тука веќе јас добро поминав или јас студијата ме зезнува, него ќе има све напишано во науката се кажува кибернетички пристап. Генерално све да се земе на тацна. Тоа е еднината. И одиме понатака. Освен ова би го спомнал, можеби да не го должам, пошто самиот проект бара можеби сати дискусија. Уште нешто што јас сметам дека е неминовно за нашата држава, а тоа е самиот новиот председател Даниел Демевски ги спомна тие проекти, тоа се проекти кои ние ги имаме направено, јас ги имам до детали изанализирано и ставено веќе на хартија, а како комисија ги имаме истресено од сите агли дали е тоа така или не, и веќе е ставено на папир. Нормално тоа може да претрпи некакви измени, ама имаме поидовна точка, а тоа ние немаме архив и немаме состојба на нашиот спорт до сега никаде, официјално. Немаме ситуација да ние можеме да кажеме Бошко бил спортиста тој и тој што направил. Има Бошко, ама вистината на Бошко ја имаме. Ама ја немаме вистината на вистината. Секој за себе кажува дека бил ова, дека бил она, ама никаде немаме аргумент за тоа. А тој аргумент мора да биде од релевантна институција. А релевантна институција порелевантна од Олимписки комитет не можам да видам како некој кој што се занимава со оваа дејност. Така да планираме да направиме тој веќе и кажем како проект спортски алманах у кој што ќе ги опфатиме периодот од 1945, значи после воениот период до денеска, се она што сме го имале како спортисти. Ќе бараме од националните федерации, од спортските новинари, од архиви, секакви, ќе уклучиме голем број на луѓе, како и у претходниот проект. Не ние како комисија да го работиме тоа, него би биле вклучени голем број на стручњаци кои што сметаме дека ги имаме во Македонија, а ако треба и некој од надвор да ни помогне да го реализираме, така и овдека, све она што го имаме на располагање ќе го замолиме да ни помогне, да ги собереме тие материјали, да ги сублимираме. Тука исто ќе се направи софтвер и тој ќе биде во рамките на МОК. И кој ќе кликнеме, пример, за известно име и презиме, кликаме и ќе ни се отвори целата историја негова, од неговата лична историја до неговата спортска историја, до неговите надписи по вестници, до неговите видеа, кои има до нешто и официјални резултати кои што он ги пости, а се подкрепени со аргументи. И тогаш имаме нешто што ќе му оставиме на генерациите позади нас. И сметам дека, веќе толку години сме самостојна држава, толку години сме били во рамките на СВР, не сме имали нешто слично вакво. Тоа е нешто што ќе ни остави печат за работа. Јас ќе ви заблагодарам на првото гостување. Значи, останува бидејќи навистина сте благороден човек, спортист, човек без дамка, а тој е пример за младите, на каков начин се станува спортист. Ние ќе ги афирмираме таквите луѓе, за да дојдеме поблиску до младите, што значи спортот, што значи изградбата на човекот. Драги гледачи, тоа беше Назим Куртовиќ. Да не зборам за Назим Куртовиќ, познат
човек, признат човек во Европа, во светот, бил и судија, бил тренер, бил селектор и многу работи во спортот придонесува, а денеска уште повеќе придонесува со сето искуство. Сите убави примери ги преработува во проект заедно со исто така комисијата, каде што работат професори, доктори и само со такви научни луѓе. Науката е иднина за државата, иднина за младите. Ако ние успееме ова сето што го зборуваше Назим, а верувам дека имаме сили, без разлика на годините, да дадеме се од себе за развојот на македонскиот спорт. Не само за развој на македонскиот спорт, за афирмација на државата. Бидејќи здрав човек е здрав работник, здрав службеник, здрав пратеник и така натаму. За жал, не сме за политизација и партизација, сакаме политика, али политика за развој на спортот, а не политизација и партизација како што секој ден гледаме во парламентот. Има паметни луѓе. Верувам дека и вие, драги гледачи, ќе се согласите дека мораме да направиме она што денеска го разговаравме со нашиот спортски работник, спортист, научник Назим Куртовиќ. Благодарам и останете со МОК телевизија, бидејќи МОК телевизија ќе ги работи сите овие позитивни работи во спортот.